Хај добро вечер на сите, да му го бапниме на попа и како секоја вечер, така и ова вечер. Така, брат мој? Така, брат. Што да му направиме? Да му го бапниме. Што правите вечерва, како сте, нешто се дешава со камерата, чекај маце, баме чефастаче. У пичу матер речи. О, пичу матер. А ако може да каже, дупкате за склип. Ајде, еј женски речи, не, еј мажи, амече дупкарче тука. Еј мажи. Ама во камерата, знаеш. Еј мажи, амече дупкарче тука. Убо, еј мажи, амече дупкарче тука. Еј мажи, амече дупкарче тука. Каме се запал. Што цигарата? Чекај, застани, ќе ја запалиш цигарата. Ти се? Како му вика Амецел Жициха? Дали Амече? Абе, шо си ставил на сторити нешто? Се убо јадам, пијам каритко, јадење, пиење, казино, пиче нема. Шо ти текна такво нешто? Тебе пиче ти е дојдено? Амет, јас имам многу добро мислење за тебе, брачет мој. Тебе до пиче ти е дојдено? Не, озбун, ако ти е кажи, зборајте со мене како што треба. Сакаш или не икиш? Еј пиче. Е, шо сакаш, куре? Сервис сакам од кај Мики. Не од таму бе, абе, не. Од не, кажи не од таму, не ја да. Е така. Остај са сендвичо, ќе ти земиме. Кажи. Ај са кажи, што ќе правиме, од што ќе правиме са за женче. Вече. На стори се клаваш дека сакаш жена. Па сакам жена. Да ми готви, да ми прави јадење. Ама не, ти велиш кај мене се имаш јадење, пиење, уживаш, јадиш, пијаш, ама пиче нема. Еј, да, сум тоа. Да. Значи, гледај мене, фокус. Сакаш пичка, сажа се да ме жениш? Да. Жити се? Спремен си? Ајде да видам, земи ги алатите и дојди си од работа, демек да видам како ќе дојдиш дома, како маш. Е, со кофата дојди, например. Изморен, катнат од работа, натаму оди и онде седни си. Ајде да видам како се влегва дома со жена. Оле, кичма тоа фа. Ајде, работа, што правите? Што правите да му? Ништо, седиме. Ако сега работа, се капна. А чекај, ти кога влегваш дома ирлија работа, велиш? Без работа. Ајде одново. Ајде, 3, 4. Жено мори викни! Жено мори! Мори, кај си? Ете готвам! Шо скотве за јадење до жено? Крав со пиперки! Право мори жено. Ти си дојде! Си дојде сега жено од работа. Убо! Да. Ке се тушираш? Да. Сега, спремен е купатилото? Спремни е, мажу! Ајде. Епа? Това е. Епа да станиш да се капиш, ема пукнал, јаднал! Ајде да се капи. Добро е, не оди ти стварно да се капиш. Ти стварно ќе одиш да се капиш? Не бе, стварно, не стварно. Така ќе функционираш со жена. Не може да се одзумира камерата, вака толку е луѓе, камерата не се одзумирва, толку е. Браче, климата мислам треба да изгасиме. Топло пушти, ладно пушти. Не ви како. Слушни ме сега. Вака сега. Јас гледам, ти спремен си веќе да се жениш. Да. И ти не се осеќаш? Се осеќам. Шо се осеќаш? Да се женам, да гледам жена да радам. Велиш? Имам. Значи, сега кај мене ти фали само пиче. Да. Друго? Това ништо пиче само. Само пиче. Само пиче. Ами,
Не си способен. Како е Исус? Ти имам местено пиче. Да. И? Шо му велиш на пичината само? Але пички што правите. Кога ти наместев пиче, еве са јавно ќе кажи ме дека ти имам наместено пиче. Сведок си? Да. Така. Кажи ми сега ти, шо му велеше на пичето само? Ај. Кажи секси. Не, лажиш. Никако. Шо бараше од неа? Како? Шо сакаше од неа? Што? Шо сакаше од пичето? Да си знам, бе. Не бе, амече, ти ја... Дома ти ја донесов. Така беше? Така. Да. И шо му рече на пичето? Реков ништо? М? Реков? И шо му рече? Ништо. Му рече ништо? Не има. А? Кога ти ја дојсе в пичката му рече нешто? Не. Да не му рече нешто? Не. Ај свести се шо му рече. Шо бараше да ти прави. А, граф. Каков црн граф, од граф да не куртулиш цел живот. Шо му бараше да ти прави? Чупето. Зајавено. Амет, кој има до тебе жена, шо се прави со жената? Удлус. Ти шо му бараше? Пичка. Не е друго. Дуб. Не. Цица. Како? Цицка. Не. Ништо го. Друго да ти прави му бараше. Како? Цица. Ете така. А зошто бараш пиче кога не си способен и бараш само да ти го пушат? Не знам, не сум способен. Така се осеќам. Може би знам, ама така се осеќам. Ајде, амече, фастаче, колку жени досега, како што си со мене, кажи јавно, ево прв пат ќе го признаваме, колку жени ти го имат испушено? Ајфера. Леле, јас го кажва имена, мајко. Јој, со кој фатив јавно да зборам за жени? Ај, браче, пеј, поубаво ти оди ти да си пееш. Ај, една песна, ај. 3 киловати били ми се јаде. Јова ке. Убава Јовано. Катерино, Катерино. Дупкаче, дупкаче. Дупкаче, дупкаче. Океј, стоп. Сега кажи во бројка колку жени ти го имат испушено како што си со мене, не имината. Во бројка 4. Како? 4. 4 жени, респект. Која за палца? Не. Кога? О ти кажа име. Добро. Кој те натре да кажеш јавно име од жена? Не кажав име. 4 сам реков. А пред 4 шо рече? Ај? Не, ајфер, другарка ми е. Не, ја кажа. Луѓе, дали сте сведоци дека кажа име? Така е? Ама се збудав ум. Нема. Па оти ме правиш мене улав дека не кажа име кога кажа. Добро, не сум. Мене ми видиш, не кажав. Не сум. Кажа? Не, нема ум. Ај, после. Јас ти местам женски, ти ги кажваш јавно. Не ги кажам. Ај, И кој ќе сака са да дојди со тебе што ги кажваш јавно? Од сега ги ти местам женски, ќе му викам ако се вика Александар да те вели Марија. не имената да ми кажам. Да знаеш Марија или Цицибици. Ќе му велам Цицибици да ти вика се викам. Цицибици. Цицибици. Така. Шо? Брачко, кај ни е полначо? Да бе брачет, видиш дека не сум во ред бе брачет со мозокот бе брачет. А вично не чуваш брачет. Живејте, чувам. Не чуваш брачет. Ме оставаш на душманите. Не смеш така брачет. Оти ме оставаш на душманите. А? Ме оставаш на душманите да ме земат набеля да ме земат. Ами да, Господ. Шо да не дај Господ? Амет ги покажа јајца. Сварно бе Амет? Покажа, бе. Покажа, бе. Абе имаш гаќи или не? Чекај. Имаш.
Сварно си ги покажа гаките, ова јајцата? Да. Амет. Да. Чеј сега те прашам неколку ствари. Дали би дал дуб за една тегла ајвар? А испули ме во очи. Како се купил месо. Не те слуша. Ке чупил да се описка. Не знам. А зошто не го даваш дупо? Зошто го чуваш? Се случи ли? Шо? Да се сврти. Во шо ти се сврти? Да бавање така. Ко ти го акни некој? За 10 кути цигари. Браво, респект. А дали би дал искрено жити мене, немој да ме лажиш, Да. дали да умреш онака за цигара, нема цигара, не можеш цигара да најдеш, дали би дал дуб за една цигара? Нема шанс. Ти знам дека газдата ми се патка. Не. Немаш газда, немаш ништо, нема од кај да се снајдиш, значи умираш за цигара, а единствен начин да дојдеш до цигара е да ти даде некој, ама за возврат ти дава дуб, да му даеш дуб. Да имам на кистата. Ама нема цигара, во пустина сте. Има И кистата. цел живот нема. Това кистата. Нема да даеш дуб? Респект. Ако е ова вистина што го слушам, оти многу пати на лајф имаш кажано дека дуб даваш за цигара. М? А пред да дојдеш кај мене, пред да те земам од улицата, кажам што имаш правен? Да бидиш од дамече, фастачамече, дупкарче? А? Да те кажам? Што имаш правено? Оти не. Сакаш после сите да те неќат? Не, нема да кажам, ајде, оставите. Остај, значи, некои дечишта го заупотребувале амече, ама са биднало поминало тоа. Да, нема. Само ви кажам дека пред да го земам од улица, амет го заупотребувале некои децишта таму кои што и тие беа питачи и овој се дружеше често со него. И неговиот брачет што е на тој детето што правеле некои глупости, ве фати и ве искрши од ќотек. Сега тој е во затвор. Мислам, тој беше тогаш на викенд. Да, викенд беше. Кога ве фати кој ви изотепа од ќотек. Така? Ама сега тој е во затвор. Тогаш беше на викенд, така? Ви степа многу? Кај бевте во бункери, така? Да. Нема врска, луѓе, значи го заупотребувале амече, толку наивен, толку е душа човек што можеш да го излажиш на секаков начин и цигарче да му даеш и све и ова и она. Ама ете, затоа си го добиле па. Ги фатил тој вујко му ги искршил од ќотек. Значи ги споболил од ќотек. Ритко дали го виде познатиот еден против еден плеер баскемат. Дали мислите дека мене ме заболе за баскемат? Дали мислите дека мене ме заболе за баскемат и дека Лазаров правил ИРЛ лајв во Јане Сандански со баскемат? Како и да се вика, тој немам појма. Јас гледам нашава сцена што се дешава. Мене не ме интересира за некој си кошаркар таму што игра кошарка еден против еден и да одам да гледам кошарка. И да ме интересира дека тој дојдел во Македонија и додам да пискам по него. Нека писка тој по мене. Баске. Шо е интересно да играме баске? Да кажиме нешто да се насмеиме. Така бе, брачет мој. Така бе, легенда. Така? Така. Со колку жени имаш спиено? Со многу. И ти го спомнам. Така е. Поповик, идиотот јутуберот облече мајца со Северна Македонија, Норд, стока. Шо зборате, бе? За Попович. Ѓубре скапано. Ѓубре скапано, Попович, како можеш да облечиш мајца со Норд Македонија? Ѓубре, застрами се. Ѓубре, педавничко. Ѓубре, хошта плереден. Гнасен, говедо. Сите unsubscribe. Сите што му си имате subscribe-нато на Попович, unsubscribe. Лазаров купи кола у МК
80.000 евра, Германија кошта 50, јас имам мислата само кај мене 2021, кај него е 2019 катастрофа. Видите са нешто ви кажам. Без да бидете љубоморни, човекот си успеал и вози, еве да речеме, од 80.000 евра кола во Македонија. Разбирате, дали таа вредела во Германија 50.000 евра, важно тој ја има во Македонија и кошта 80.000 евра. Единствен неоправдан потек е за мене што е преку спонзори. Тој ја спонзорира, тие таму ги спонзорира тие што продаваат коли, му ја даделе колата, пола пари платил, пола пари ќе ги испрати со рекламирање на нивниот сајт и на нивната Инстаграм страница, таму не знам што имат. Тоа за мене е многу катастрофално. Затоа што земаш кола за да ја рекламираш. Не знам. Значи, толку пари имаш, еве станови, веќе 3-4 станови имаш по Скопје, рекламираш таму спонзори, земаш годишно по 30, 40, 50.000 евра и sad ти да се страмиш да земаш кола од ова, како се вика, за рекламирање, добро, сепак убава кола, со здраве да си ја вози, респект. Ти кога ќе купиш таква? Па мене не ми треба, бе брат, да купам таква кола. Јас sad треба прво да купам ова куќа. Многу добра куќа треба да купам, наскоро, па после ќе му мислиме за кола. Сега имам BMW, имам Golf. И така, па со време ќе дојдеме и до тоа. Сад прво треба прво да купиме, што треба рече? Куќа. Па во мојата куќа да имаш екстра соба за тебе, кај што ќе остариш, кај што ќе ти обели брадата, кај што ќе ти ожолтат прстите од пушење, цигари, мустаците, кај што ќе ти ожолтат од цигари, пушење, кај што ќе почнеш да правиш Ритка, кај да остариш во таа собата. Така? Така. Така. Смрден. Што ќе прави уствари јас и ти на старост, многу ќе ме нервираш. Ти си зотепаме јас и ти на старост. Ќе нема мислите нерви. Ќе ги нема мислите нерви да те трпам. Што ќе правиме на старост? Ќе ти зотепам од чотек, ќе те фатам, ќе ти играме шак. Ќе пијаме чај. Ама дали ќе дочекаме старост, бе? Што мислиш? Мислиш дека ќе дочекаме старост? Не, бе, брече. Како што сме вака болни, ола не боли, она не боли, газов, стомако, срцата, нешто, паники. Дали ќе дочекаме старост, ние, бе, други. Ама те ќе дочекаш, тебе ништо не ти. Аме, зборе не те разбирам. Може да дочекам, може да, старост. Тоа е старост, лудост. Старост, лудост? А што би правил ти на старост? Пастувам. И? Цигари, тутун, кача. Тутун. Респект. Ритко, свесен си ли дека има клип од Амет кај што го покажува пенисот? Видите сега, имам слушнато за тој клип, да, стварно дека го покажува пенисот. Тогаш бевме ние мислам дека бевме Охрид, гостувавме на еден лайв и тие што гостувавме кај нив на лајвот му нудеа да му донесат ескорт женска на Амет. И тука ја зборав на телефон и мислам дека тие тука некако го натераја да тој да го покаже пенисот и го снимија. Имам слушнато за тој клип, да, ама го неам видено. Ама знам што се дешаваше, дека сакаа да му донесат женска ескорт, да му ја платат. И да, од страна е снимен. Имам слушнато, да, ама го неам никогаш видено клипот. И доколку знам кој го снимил и кој го поседува тоа видео, и ако се шири тоа видео, јас на сите ќе му акнам тужба, затоа што тоа не е добро да се заебавате со таква личност. Значи ќе ги изгорам, робија ќе ги ставам тие што го имат снимано и тие што го пуштат и што го шират тоа видео, ги клавам робија максимум 10 години. Само треба да се дознае кој го уснимил таа Амет, кој го уснимил Амет и како стигнало тоа видео до некој си личности. Ќе ги изгорам, 10 години максимум робија.